Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Месец мај е месец за борба против ракот на кожа, посебно меланомот. Што значи навремена диагноза, добра прогноза? На кои делови од телото најчесто се појавува меланомот? Мој денешен гостин кој ќе ни ги даде овие одговори е доцент доктор Силвија Дума, специјалист дерматолог од клиниката за кожни болести. Доктор Дума, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре најдов. Како што споменав, месец мај е месец за борба против ракот на кожа. Македонија е дел од Евромеланома. Секоја година си има своја порака. Која е годинешнава порака на овој месец за борба против ракот на кожа? Така, ние сме срекни што сме во европската мрежа, која што има тенденција да даде информации и да освести, односно да прави кампањи кои што се однесуваат на ракот на кожата, посебно на меланомот. Оваа година акцентот е ставен на младата популација. Поточно, статистичките прогностички модели кои што се правени укажуваат на тоа дека инциденцата секоја година се зголемува. Една од причините е изгорениците. Тоа се изгорениците. Посебно изгорениците од вториот степен во детската возраст. А тоа е оние кои што одат со булозни промени. Така да, оваа година се осврнуваме на децата, значи превентивните прегледи, заштитата, советите за превенција, значи акцентот е ставен на младата, адолесцентна и детска популација. Предпоставам дека оваа година советите ќе ви бидат и во насока, бидејќи нели доаѓаат летните одмори, како родителите да ги заштитат своите деца. Да, така е. Ќе дадеме секоја година во склоп на кампањата се одржуваат бесплатни прегледи, кои што конкретно на нашата клиника ќе се одвиваат негде во последната недела на мај, а исто така се одвиваат и прегледи на отворено, тоа се најчесто или во градскиот парк или на плоштадот, и тука сите што сакаат да побараат совети, па и да бидат прегледани, може да дојдат, а секако советите ќе течат во насока за превенција, а тоа е избегнување на сонце, заштита со добри средства за заштита, начинот на тоа како се прави и секако во поново време она што се однесува на детската популација, а тоа е облеката која што содржи UV филтри. Е нешто што е многу е добро и многу едноставно, а нивото на заштита кое што го нуди е високо. Така. Тоа е оној сегмент на како да ја заштитиме кожата од сончевите зраци, меѓутоа кога зборуваме за ракот на кожата, што значи навремена диагноза, добра прогноза? Така, добрата прогноза на ракот, ќе кажеме дека 4% од сите тумори генерално во медицината отпаѓаат на меланомот. Меланомот е најмалигниот тумор на кожата. Постојат и други тумори кои што се најчесто кератиноцитни, меѓутоа ние повеќе ќе зборуваме за меланомот бидејќи борбата со него ни е потешка. Што би значило добра прогноза? Добра прогноза или навремена диагноза значи кога туморот ќе успееме да го диагностицираме во раните стадиуми. За да тоа некако го свати аудиториумот, ќе кажеме дека дебелината на кожата е негде од 0,5 до 4 милиметри. Значи, постојат скали во медицината, посебно за дебелината на туморите, тоа е скалата на Бреслов, која што кажува дека ако ја мери стапката на дебелината и преживувањето во текот на 5 години на туморот, конкретно за меланомот, што кажува дека ако меланомот го диагностицираме кога е дебел 1 милиметар или помал, стапката на преживување е 99%. Доколку го диагностицираме кога е од 2 до 3 мм, од 1 до 2 мм, тогаш стапката на преживување е 80 до 90%. Кога е од 2 до 4 мм, тогаш стапката на преживување негде до 75% и значително се намалува доколку дебелината на туморот е 4 или над 4 мм. Тогаш вредностите се од 20 до 45%. Само уште би сакала да кажам дека во стапката на преживување, конкретно на меланомот, не учествува само дебелината на туморот. Таа зависи исто така и од дали туморот си има проширено во лимфните јазли, дали има хематогена дисеминација, дали има некаква уцерација и зависи од митотската делба на самите клетки. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Дума, кога веќе сега ја зборувате на стапка на преживување или што би значела навремена диагноза, меѓутоа
што она што вие го гледате во пракса, колку навистина навреме доаѓаат пациентите или сепак се откриваат во оние покасни стадиуми, трети, четврти, кога и стапката на преживување е многу пониска? Така, јас тука би ги цитирала бројките кои што ги имаме од Европскиот систем за информации за рак, а се однесуваат на меланомот во Македонија од 2022 година. Значи, инциденцата, а тоа е појавување на меланом на 100.000 жители, е негде околу 5 новодиагностицирани пациенти, додека морталитетот, односно стапката на умирање од меланомот е негде околу 3%. Македонија се наоѓа негде во ниските скали, во ниските инциденци, за разлика од другите земји, како што се Данска, Финска, Шведска, каде што од прилика стапката е 20 пациенти на 100.000 жители. Секако, во тоа учествуваат надворешните фактори, а посебно фототипот на кожа на тоа население. Ние имаме среќа да имаме потемни фототипови, а тоа е негде 3-4, за разлика од веќе споменатите земји кои што имаат од тие посветлите прв и втор степен, кои што се еден од клучните ризик фактори за меланомот. И сега, кога веќе зборуваме за меланомот, на кои делови од телото може да се појави меланомот? Нема, предпоставам, човек кој што нема некоја бемка, па и повеќе бемки по телото кои што се на различни делови. Меѓутоа, кога зборуваме за меланомот, дали постојат одредени делови од телото каде што најчесто може да се појавува? Така, меланомот како малигнен тумор кој што потекнува од меланоцитите, неговата бенигна варијанта се невусите. Тој може да настане во веќе постоечки невус, во веќе постоечка бемка, или може да настане деново. Проблемот е што изгледа премногу слично. Каде може да се јават? Се јавуваат на сите делови, а посебно оние аквирирани невуси и се јавуваат на фотоекспонираните регии. Многу е тешка диагностиката, бидејќи меланомот во првите стадиуми, кога е добра прогнозата, изгледа многу слично како бенигните невуси. Меѓутоа, ние сме задоволни како оди, односно колку фреквентно се јавуваат нашите пациенти, така да можеме да се пофалиме веќе со многу меланоми кои што ги диагностицираме во раните стадиуми. Так, пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката, поздрав до вас. Ви благодариме, повелете. До прашање до докторката. Се јавам од Битола. Мојот сопруг имаше назад фистула до анусот негде. Па Скопје се оперира во април и го стаја до септември така со гној да чека, да седи. Во септември се направи мал дел, се извади, се пушти патологија, му најдоа канцер на кожа. Планоцелуларен канцер. Го пуштија во онкологија. Онкологија му направија испитвања, пак пуштија патологија, се воспостави дека нема канцер. А фактички уште раната стои, не затвора, гнои, болки има преголеми. Дојдовме во Скопје, ни рекоја била дигестивна, качи се дигестивна, слези во пластична и никој ништо не превзема. Еве година и 1 месец, 2 се бориме. И сега не знаеме поќе ни кај да се обратиме, дали уште канцеро постои, дали нема, дали има. Ја замолам докторката да ни кажи за кај да се упатиме. Фактички многу болки има, многу гнојови, дали внатрешно нешто проширено. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Доктор Дума, може ли еднаш да кажеме има, па да се каже дека нема канцер или па не е земен добар примерок, или како што се прави? Да, од податоците што ги добивме не е многу јасно, но планоцелулар е веројатно добиен на хистолошки наод. Планоцелуларен е карцином на кожа кој што води потекло од кератиноцитите. Сега, во оваа фаза би требало со хистолошкиот наод пациентот прво да оди кај онкологот. Биле веќе кај онколог, нели испратено на патологија, испаднало дека не е тој карцином што бил утврден, така е, ве кажа гледачката. Можноста да се земе, зависно нели од каде ќе биде земен примерокот, дали е повторно направена, некогаш се инсистира на повторна биопсија, кога нели, кога не сме сигурни, потребна е повторна проценка.
карциномите, кожните карциноми се мултидисциплинарна област, каде што нели е вклучен и патологот, и пластичниот хирург, и дерматологот, и онкологот. Меѓутоа, доколку постојат промени на кожата, мојот мислење е да се земе уште една биопсија, за да бидеме сигурни дали има или нема. Така е, предпоставам таму каде што му е правена хируршката интервенција, да се отиде повторно да се земе биопсија. Доколку една рана посебно не зараснува, тоа една година и подолг период имаат дека проблеми. Дека можеби има повторен рецидив, нели? Така еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добро утро, почитувани. Повелете. Моето прашање се однесува на лекувањето на овој тип на карциноми. Повелете. Всушност, конкретно, значи, добив информација дека во Русија разработката на вакцина лек се однесува токму на видовите меланоми. Дали вие имате повеќе информација околу ова нешто или не? Затоа што имам сведоштво од луѓе што се лекувале таму со во одминати фази со добри резултати на таа вакцина, а за истата кажа дека се уште до септември во експериментална фаза. Така да, јас ви благодарам. Да, ви благодарам многу за јавањето. Не е само ова, и неколку вакцини се нели во оптек кои што се зборат за карциноми. Еве конкретно нашиот гледач прашува за вакцина против видови на меланом. Тераписките опции за меланомот во последните години се подобрени. Значи има таргетирана терапија, имунолошка, биолошка терапија. Меѓутоа во експериментална фаза, нели се подготовките на вакцините. Тоа не е нешто што тековно се дава, меѓутоа експериментите, нели клиничките студии се уште не е завршена, да. Така да не можеме да се произнесеме околу ефикасноста на сето тоа додека не се завршат клиничките испитувања и не можеме да дадеме секако препорака. Еве, јас се надевам нашиот гледач ке следи понатаму, па ќе знаеме како ќе се одвива овој процес со вакцината. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добро утро, најпрво поздрав до докторката и водителката. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Јас пред 3 години, па јас мислам по моје дека како ги примав вакцините за короната, ми се појавија многу бемки по телото. Оние мали ситни како точки бемки. Па сакам да ја прашам докторката дали е тоа нешто страшно за да се обратам. Мислам, немам некаков проблем од нив. Знаат понекогаш да ме чешат, да ме зачеше така, ама сакам да се обратам до докторката да прашам дали е тоа нешто страшно за да се обратам на дерматолог или... Така, да. Да, ве разбравме. Ви благодарам многу за јавањето. Еве нагласи нашата гледачка после вакцините. Нели, после вакцините од корона, нели се отвори поле на многу размислувања, шпекулации, дел од тоа и докажани веќе клинички испитувања дека нели вакцините дефинитивно имале свои несакани ефекти. Меѓутоа, ние немаме клиничка студија која што зборува дека постои врска на вакцината против корона и промените на кожа. Ова што има пациентката, предпоставувам дека станува збор за бенигни промени, односно себароични кератози кои што се јавуваат во таа возраст, меѓутоа не е на одмет да дојде и да се прегледа на нашата клиника. Да, не се страшни, меѓутоа секако како што велите, секој преглед е добре дојден. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање до докторката. Повелете. Јас имам карцином на челото. Значи без на преглед во пластична хирургија. Остави број на телефон и рекол дека ќе ми се јават. До ден денеска чекам да ми се јават, а ова само си расти. И ме интересира, например, дали треба наново да вадам укус, па да одам на преглед и што да правам. Моментално, значи не... Колку време чекате? Од март месец, 2 месеци еве. Имате, значи, сакате да кажете рак на кожа? Да, рак на кожа, да. Рак на кожа на челото. Кој го диагностицирал? Да. Дали е диагностициран потврден дека е рак на кожа? Потврден е и од 8 септември и во прилеп на прегледот и исто така и на пластична хирургија. Значи од тројца доктори е потврдено. Така. И треба да се оперира. Требаше да се направи, но што сум алергична на локалната анестезија, таа што става,
се појави едно време имав исто така на носот, алергија се појави, докторката го среди сето тоа, успешно беше, од тогаш има поминато некаде 13-14 години. Сега ми се појави на челото. Еве веќе го носам, значи скоро 2 години, мало беше, али така се зголеми при еден стрес. Мислам дека од стресот или може би од сонцето. Не знам. Појдов на пластична хирургија. Беше тогаш докторката што требаше да ме прегледа горе, мислам на одделение, прегледуваше од овие шодат на специализација. Ми го зеде бројот од телефонот, рече че се јавиме. А дали ви кажа дека станува збор за меланом? Не меланом, а карцином на кожа. Така јас ви благодарам многу за јавањето. Доколку веќе се диагностички технички проблемот, значи знаеме дека во месец март имавме некои случувања кои што нели во здравствениот систем ги изместија работите, посебно клиниката за пластична хирургија беше која што беше инволвирана нели во целиот процес, така да тука е веројатно некој технички проблем, совет до до гледачката да се јави повторно или повторно да закаже преглед или да се обрати кај докторката кај што било, затоа што веројатно е еден технички преглед. Битно е што претходно е диагностициран туморот од дерматолог, така да наредната стапка е пластична хирургија. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Велес. Повелете. Пред 4 години си ја убив ногата. И се мачкав со масти, што ми кажуваше докторката. Добро. И сега почна цела снага која прашина да ми паѓа од целата снага. Од и целата бев убиена. И од позади, грбот, кичмата, нозите, се ми беа убиени. Дали може нешто Како лупење на кожата, така сакате да кажете? Да, на кожата ми се лупи. Која прашина. Така, да, јас ви благодарам за јавањето, колку тоа што маста, кремата што ја мачкала. Да, не можеме баш јасно да добиеме, меѓутоа она што го кажува гледачката дека гледачот дека станува збор за веројатно сува кожа, која што кожата треба се негува секојдневно, значи со соодветни купки, после бањањето повторно да се намачка значи целата кожа, доколку станува збор за некоја друга дерматоза, која што исто може да оди со сува кожа, потребно е нели да се јави на дерматолог. Да, во секој случај да се обрати на стручно лице. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака се. Повелете, ве слушаме. Да, кога ќе имаме гледачки, не кажат, најверојатно не си исклучи гледачката. Кога зборуваме за меланомот, дали секоја бемка на телото која што има промена и во големината, и во видот е веќе сомнителна дека може би станува збор за овој вид на рак на кожа? Така. Рековме дека бемките нели се бенигната варијанта од меланомот, односно потекнуваат од исти клетки, изгледаат слично. Тие секоја промена, значи бемките во текот на животот се менуваат. Што значи? Дека растат негде до кај 25-та година, меѓутоа после 30-та година како што значи тие се намалуваат. Значајните промени на самите невоси, значи појава на нова бемка, појава на чешање околу бемка, појава на крварење, појава како мала улцерација, се знаци кои што може да укажуваат дека станува збор за меланом. Оно што ние го препорачуваме дека секој еден од нас еднаш во годината треба да се прегледа на дерматолог. Секој месец треба да си го погледне телото приликом туширање, облекување, да забележи дали има некаква нова промена. А секако иматичните лекари, кај кои што нели пациентите почесто се јавуваат, се оние кои што некогаш ги забележуваат овие промени. Така. Кажавме дека се ризични знак дека треба да се јават на лекар, меѓутоа и не значи секогаш дека такви крварења или чешење дека мора да значи дека станува збор за меланом. Тука сакам да го разбиеме тој мит кој што
Многу често доаѓаат пациентите уплашени во нашите ординации доколку случајно повредат некаква бемка. Значи, тоа е еден мит кој што се влече многу одамна, дека повредувањето на бемката носи до појава на меланом. Не. Доколку повредиме обичен невус, невусот прво треба да се смири, значи и да зарасне кожата како и останатиот дел од кожата, а после евентуално да се јават на преглед и да не постои тоа чувство на страв. Значи, доколку нешто забележително сме го повредили, тоа се гледа. Доколку спонтано настане крварење, тогаш е друга приказната. И промената на бојата. И промената на бојата, апсолутно. Како варира таа промена? Обично нели се потемни овие бемките по телото? Дали тоа значи дека треба да станат посветли? Па вака сега, бемките зависат од фототипот на кожата. Кај посветлите индивидуи, значи самите невуси се посветли, а меланомот обично има на почетокот една потемна боја, односно има мноштво на бои, затоа што неговиот развој во неговото поле не е рамномерен. Така да може да се најдат бои од светло кафена до темно кафена до црна. Некогаш невусот може да добие и некоја сиво-плавичаста боја или беличаста боја. Тоа зборува за регресија во самиот невус или пак за во регресија во меланомот или пак продлабочување. Така да се што е со таков спектар поширок на бои захтева преглед. Да се јават на дерматолог. Така е. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да ја прашам докторката, прашање може? Повелете. Имам проблеми на носот, црвенило некоја ми се јавува. Како би ви помогнале ви? Дали си имате обратено на кожен лекар? На кожен не сум, на мојот матичен се обратив и тој вика, тоа е ништо од сонцето, нема врска од сонцето, цел месец веќе ми тоа. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Црвенилото на носот, кога би го разгледале од вкупен дерматолошки аспект, може да види мноштво болести. Меѓутоа, кога би го разгледале од аспект на карциноми на кожа, најчесто со црвенило и дискретно лупење се манифестираат преканцерозите. А тоа се оние нарушувања на кожата, значи пред да настанат карциноми. Тоа се најчесто актиничните кератози и тие се јавуваат на носот или пак на оние делови кои што се изложени на сонце, фотоекспонирани. Така да тука е потребно да се направи еден дерматолошки дермаскопски преглед и да се даде соодветна терапија. Затоа што понатаму тие преканцерози на кожа нели преминуваат во канцери на кожа, кои што исклучиво захтеваат хируршки третман. Особено што е гледачот спомена дека еден месец ја има оваа мака, што значи во секој случај. Во оваа фаза, доколку станува збор за тоа што предпоставуваме, може да се лекува од страна на дерматолог. Така. Еве да се јави, значи, повторно кај матичниот, да му закаже на дерматолог или директно да се отиде на дерматолог. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Слушайте се. Едно прашање до докторка. Повелете. Имам некоја чесење под градите и меѓу градите, без на дерматолог. Ми дадоа маса какси, се вика маса и канестен. Од капсито, само што се намачка веднаш, да ви кажам, полудев од болка. Дали да ставам или не? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Каква е таа маста толку што прави болка? Јас не слушнав маста, да бидам искрена, не можев да ја разберам. Широк е спектарот на дерматолошките заболувања кои што може да се јават во таа регија под градите. Меѓутоа, според терапијата канестен, предпоставувам дека станува за збор за интертригенозен габичен, односно габична инфекција. Не ги слушнав капките, но кремата значи е за габична инфекција. Доколку се проблематични капките, да се обрати нели повторно кај дерматологот што ги дал. Не секогаш секоја терапија е прифатлива за секоја кожа. Така да ќе се смени или ќе се сменат капките или ќе се додаде нешто друго ако е потребно. Така да тоа е советот. Консултација со лекарот кој што ја дал таа терапија. Да се направи замена. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Водителката и докторката и се јавувам од Виница. Сакам да
кажам за еден мој внук 8 оделение. На него така стално сега бенки му излават. Одие сокерката го води му во штип на кожно, му рече со умести работи, такви работи некој да избегува. Можно ли од тоа да се појавува? А што му се појави, се извинам, не ве слушнавме од почеток. Бенкички, така, по раците. По рацете? Да. И од што кажале дека се појавуваат? Докторот кажа дека да не јаде со уместни работи, паштети, такви колбајаги од тоа се појавувале. Така, да, јас ви благодарам за јавувањето, како што ја слушнав 8 оделение, тоа се оние, нели, Така, детска адолесцентна популација, значи бимките се делат на оние што се јавуваат кои што се вродени и тие се јавуваат до втората година, а аквирираните бимки се јавуваат во текот на целиот живот. Посебно на оние места кои што се експонирани, односно изложени на сонце, може да се јавуваат во целиот живот и посебно нели во регијата на рацете. Така да меѓутоа има храна, еве како што споменале, која што дополнително влијае на не би се сложило со тоа, такви сознанија немаме дека одреден тип на храна влијае нели на нивен пораст. Сонцето е тоа, односно изложеноста на сонцето, генетската предиспозиција се оние кои што влијаат на бројноста на невосите. И што е она што како да му помогнат на внукот еве? Така е. Пошто бидејќи на рацете, така ја слушнав нашата гледачка. Да не заборавиме дека сонцето не го има само покрај морето, не го има само на плажата, сонцето е тука секој ден. Така да заштитата од сонцето треба да биде секојдневна, што би значило за летниот период заштита со креми со заштитен фактор на сите експонирани делови. За периодите кога сме на море, рековме дека посебно за децата постојат облеки кои што содржат UV филтри, кои што се одлични и кои што може да се користат и на плажа и во море, така да тоа би биле советите. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање до докторката. Повелете. Ноќе прстите на нозете ме жежа. Не, преку денот, кога одам, немам проблем, ама ноќе не можам да спијам. Тоа е прашањето. Така. Дали имате одено на лекар, некој испитување имате правено? Имам, бев на дерматолог, чекам да ме викна, имам закажано. Така. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Колку овој симптом може да биде за кожна болест или пак? Па да. Значи, предпоставувам дека станува збор за она што во народот е познато како немирни нозе, нели? Кое што скоро никогаш не е поврзано со кожните болести, туку е повеќе поврзано со невропатските нарушувања, со малите крвни садови, со циркулацијата, со дијабетесот, така да значи, освен дерматолог еве што има закажано, да си направи консултација со интернист. Да се вратиме на нашата тема нели за меланомот, кои се оние дијагностички процедури со кои што може да се докаже дека станува збор за меланом? Така. Дијагностиката која што е широко префатена, значи е клиничка дијагностика која што употребува апарати, а тоа се дермоскоп кој што може да биде рачен или пак може да биде поголем дигитален систем кој што има и софтвер во својот вклучен во својот систем, меѓутоа тоа се едни епилуминесцентни микроскопи кои што даваат зголемување и имаат една посебна светлина. Значи тоа е една општо прифатена метода која што има високо ниво на сензитивност и специфичност и откако се употребува, а тоа е последните посебно интензивно 20 години, значајно влијае на раната дијагностика. Така. И доктор Дума, кога зборуваме нели кои се оние ризик фактори кои што може да доведат до појава на меланом, го споминавме нели генетскиот фактор, меѓутоа колку вештачкото сончење или солариумите кои што се познати и се овој период се користат нели пред да започнат летните одмори, се ризик фактор за да се добие рак на кожа. Така, покрај сонцето, нели, и солариумите се голем ризик фактор. Во поголем дел на европски земји одамна е тоа решено дека забрануваат употреба на солариуми, посебно за малолетната популација која што е делумно и најзаинтересирана. Со текот на годините некако се намалува трендот на тоа да и сончаната кожа биде престиж. Сега
повеќе се оди кон светлата кожа, да биде нешто што е добро, меѓутоа секако солариумите не се апсолутно препорачливи. Так. Колку се тие ризик, посебно кај девојки, кај жени кои што ги користат често, значи не еднаш да отиде на солариум, туку едноставно да им бидат тоа како пракса. Многу често се случува поради неправилното користење, посебно на солариумите, да се создадат изгореници. Тоа се чести појави и тука се зголемува можноста, сега процентуално не можам да бидам точна во бројките, меѓутоа над 30% е зголемена можноста, нели, кај овие лица за да добијат меланом, а рековме треба да постојат и другите фактори. А тоа е фототипот на кожа, генетската предиспозиција и изложувањето во текот на животот. Она што е многу интересно, да кажеме дека сончевото зрачење има и кумулативен ефект. Значи тој со текот на годините кожата памти, значи од таму доаѓа тој израз. Так. И доктор Думакова ја збориме таа генетска предиспозиција и сега кога во фамилија нели имаме некој возрасен или не мора да е возрасен кој што е диагностициран меланом, колку децата значи треба да одат на такви превентивни прегледи за да не се појави рак на кожа. Така. Кога зборуваме за генска предиспозиција, значи за да настанат некакви нарушувања, значи треба да дојде до оштетување на ДНК. Некои од тие нарушувања се генски мутации, а некои нарушувања на ДНК се стикнати со текот на надворешните фактори. Како и да е. Онаму каде што постои генска предиспозиција, а тоа може да се испита. Значи, онаму каде што постои еден член од семејството, кој што веќе имал меланом, советот е сите членови да дојдат да се прегледаат. И тоа редовно да го прават. Ние имаме многу софистициран систем со кој што можеме да се пофалиме за диагностика, кој што прави диагностика на снимање на бимките на целото тело. Така да препораката, апаратот се вика Photofinder, и препораката е да дојдат, значи, обавезно, барем на прв преглед, сите членови од блиското семејство. Тоа велите прв преглед, меѓутоа претпоставам дека барем еднаш во годината треба да прават. Динамиката ја одредува потоа дерматологот. Зависно од тоа колку невус има пациентот, зависно од неговиот фототип, значи динамиката потоа ќе ја одреди дерматологот кој што нели ќе го следи пациентот. Меѓутоа неретко се случило да во една фамилија кај повеќе членови биде диагностициран. Меѓутоа еве да не ги плашиме, не мора па и да значи дека доколку еден член има, меѓутоа да ја развиеме свиста, а свиста и веќе постои, затоа што посебно јас во мојата пракса можам да кажам дека имам многу често членови на семејство кои што доаѓаат и нели заедно за преглед, што е за пофалба. Так. Споменавме дека возраста не игра улога, значи може и кај млади и кај стари, меѓутоа како е кај полот? Дали почесто меланомот е присутен кај женската или кај машката популација? Од онаа статистика која што е за Македонија, малку почесто се јавува кај машката популација отколку кај женската. Исто така има варијации во однос на анатомските регии на телото. Посебно кај мажите, почест е меланомот на грбот, додека кај женската популација почест е меланомот на долните екстремитети, посебно на подколениците. Тоа веројатно води потекло од тоа што нели тие делови се повеќе изложени на сонце. Така. И бидејќи се приближуваме кон крајот на денешната емисија, која е она порака еве како специјалист дерматолог што би ја упатиле до нашите гледачи и за превенција од ракот на кожата, меѓутоа еве стартот сега веќе почнуваат нели летните одмори. Така. Значи да дојдат на бесплатните прегледи гледачите доколку се заинтересирани последната недела од мај, да присуствуваат на една од кампањите нели кои што ќе се организираат, да барем еднаш месечно прават само преглед на своето тело, да не се изложуваат на сонце во периоди од 11 часот до 4 часот кога е најинтензивно сонцето, посебно не да ги изложуваат децата, да користат заштитна облека и заштитни фактори. И оваа година нели ќе го ставиме акцентот на децата, така да ние ќе се трудиме како дерматолози да предложиме и почести превентивни прегледи во училиштата. Една од исто така моите идеи, бидејќи во оваа област ми е докторатот, една од моите идеи беше да влезе
дерматолошкиот, дермоскопскиот преглед и во систематскиот преглед кој што се прави кај децата, така да сметам дека е тоа многу корисно да го направиме. Односно, како што велите, уште на мали нозе децата да се научат, еве како што велиме дека треба да одат на редовни офталмолошки прегледи, биде истото да и за... Да го вклучиме и дерматолошкиот преглед во систематските прегледи редовни. Така. Доктор Дума, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка, што еве ги споделивте овие совети и како да ја заштитиме кожата и како да се рано превенира ракот на кожа, посебно меланомата. Јас ви благодарам за можноста да информираме, затоа што така нашиот глас подалеку ќе се слушне. Ви благодарам. Така, и да се зголеми свесноста во секој случај. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.